на Блашница во близина на Тиквешкото езеро се наоѓаме со цел денеска 10 јуни 2025 година да го одбележиме чествувањето за Димката Ангелов Габрот. 82 години од неговата смрт. Што се случувало ова време пред 82 години? Прашање за дилема. За некои едноставно причина да се живее животот нормално, меѓутоа за некои се уште дилема. Кој е Никола? Кој е Димката Габрот? Димката Ангелов Габерот е народниот херој, за нас народен херој, кој што 43-та на овој ден пред 82 години го положи од својот млад живот за нашата денешница, за нашата слобода и за иднината на нашите генерации. Ми представува огромна чест во име на местна заедница село Клиново и во име на Сдружение на граѓани Блашница и во сите други актери кои што беа со нас во овој изминат период, да и денес го одбележиме денот на загинувањето на Димката Габерот, 82 години. Ми представува чест што тука го имаме и представникот на Сдруженијето на борци и кавадарци, господинот Бојаджиев. И се надевам дека овде ќе имате еден пријатен престој. Ова место пред 3 години знаете какво беше. Се здруживме сите со заеднички сили, со помош од локална самоуправа, јавно предпријатие Комуналец и приватни фирми од кавадарци, да го направиме место за малку и да ни завидуваат луѓето, за тоа што во оваа природа, во оваа убавина, ние создаваме вредности кои што тука ги имало пред 50 на 60 на години и биле доста важни за населението од овој крај. Јас можам да кажам дека зборовите не се многу важни, важно е она што вие ќе го чувствувате овде и моментите кои што ќе ги поминете овде ќе ви останат во трајно сеќавање. Се надевам дека ова денешна ден ќе ја направиме да биде една традиција и во годините што идат да го одбележуваме во поголем број. Сакам да кажам и една голема благодарност до доктор Бошко Илиев, дали е тука, не го гледам, пошто тој денес го одбележа денот со неговите пливачки способности. И на сите вие кои што сте тука ви благодарам и ви посакувам пријатен престој во местото на Димката Ангелов Габеров. Бојаджиев, кој бил Димката Габерот? Димката Габерот е една од најсветлите личности во Тиквешијата. Учител и револуционер. Димката Габерот е роден ваташанец, уствари, ваташанец. Неговата фамилија уствари даде тројца борци, тројца команданти уствари у народно-ослободителната борба. Пријатно сум изненаден што практично места заедница овде на Клиново. Ова место го направило стварно добро место за престој, за да знаат младите генерации уствари кои биле историјата наша уствари да памтат кои биле борци што се бореле за Тиквешијата. Димката Ангелов Габерот уствари неговите другари. За него викат дека тој е безкомпромисен борец. Голем другар, спреман да помогне на секој. Овде го даде живот, овој го даде животот, заедно со още тројца негови соборци. Може да ги споменеме? Ќе спомениме Ило Виларов од Неготино, Пано Мударов од Кавадарци и еден жител од селото Клиново, соработник, право да ви кажам името, тука, ама не му го знам името. Стојан Трајков. Стојан Трајков. Да го споменеме, Стојан Трајков. Тие уствари храбра борба една со бугарскиот фашистички окупатор, загинуваат сите тројца. Тука, нека му е вечно славата. Вечна им слава. Господине Златевски, многу народ има денес тука. Има. Тоа е добар знак. Тоа е добар знак, тоа е знак дека се уште народот во Кавадар сака да се ги сочува културно-историски споменици и од тие причини местна заедница Клиново пред 2 месеца така некако покрај една иницијатива за прогласување на Димката Ангелов Габерот како народен херој. И затоа сакам да кажам нешто во врска со тоа. Името Димката Ангелов Габерот е врежано во свеста на народот од Тиквешијата, кои го сметаат за народен херој.
Димката Ангелов Габриот бил истакнат борец во народно-ослободителната борба против бугарскиот окупатор. Роден е во 1916 година во село Ваташа. Тој бил учител и активист кој се истакнал со својата храброст и лидерски способности. Загинал на 10 јуни 1943 година во борба со бугарската војска кај местноста Клинска леса заедно со соборците Ило Виларов, Пано Мударов и Стојан Крстев. Во војната и покрај неговите заслуги, Димката Ангелов Габриот не бил прогласен за народен херој, што предизвикало разочарување и прашања меѓу жителите во Тиквешијата. Таткото на Габриот, Тошо Ангелов, во 1966 година дури испратил писмо до тогашниот југословенски лидер Јосип Броз Тито, прашувајќи зошто неговиот син не бил прогласен за народен херој. Според историчарите, причините може да се барат во политичките околности во тоа време, како и во можни пропусти во процесот на делувањето на такво признание. Постапката за прогласување на Димката Ангелов Габриот за народен херој во сегашни услови во Република Македонија е регулирано со закон за одликување и признание. Го нема тој статус како народен херој, меѓутоа има посебни заслуги. Орден со заслуги. И ќе ви кажам за постапката како оде со поднесување на иницијатива. Иницијативата треба да биде поднесена од страна на државен орган, локални самоуправи, историско-културни институции, невладини организации или поединци. Во тој дел сакам да спомнам дека месна заедница Клиново, заедно со Сдружение на граѓани Блашница, заедно со останати други здруженија и месна заедница Ваташа, имаме представници од нив тука, ќе ја поднесат ова иницијатива и процедурата на разгледување, поднесување на иницијативата се разгледува од Министерство за одбрана, Министерство за култура, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда и Министерство за финанси. Значи, треба согласност да добиеме од сите овие 5 министерства. Постапката завршува со одлука на председателот на Република Македонија, кој има право да додели признание со претходно разгледување на сите овие релевантни аспекти. Од тие причини, ние иницијативата ја продолжуваме, ќе собериме согласност од останатите здруженија кои што ги кажав и продолжуваме натаки да се исправе таа неправда што била направена после Втората светска војна, кога не бил прогласен за народен херој. Во негова чест, месна заедница Клиново ќе додели некои благодарници, најнапред на Сојузот на борците на општина Кавадарци. Ве молам за аплауз. Представник. Новинарката Светлана Дарудова. Драго ни е што не има низ целата држава. Новинари, комедиуми. Новинарот Маријан Димитров за посебни наслуги што не прати постојано во сите овие Уште многу години да видиме заедно. За Бошко Илиев, кој што и минатата година и оваа година учествуваше. Традицијата продолжува уште многу години. До градоначалникот на општина Кавадарци, доктор Митко Јанчев, кој што постојано последните 4 години ни помага за да ги сочуваме овие културно-историски споменици на ова едно од најубавите краишта, краеви во Тиквешкото езеро. За господинот градоначалник Наци Земја. До Советот на општина Кавадарци. Јавното комунално предпријатие Комуналец. Директорот. Благодариме.
КТВ телевизија. Што не промовира, да. Ви благодариме. Фирмите Ми Комерц 2000. Представник позив. Ванчо. Честита. Јан Пласт Кавадарци. Ајде, девојче нека дојде. Има представник. Контера инженеринг. Хортикултурното одржување на спомен плочок. Благодариме. Представникот Тиквешти Инвест нема, меѓутоа тие и tekako ни помагат во изготвување на некои проекти, како например Клинска леса, крстот што ќе се гради, проектот за вода и така натака. Местна заедница Ваташа. Ај, крст. Ај, крст, Не се срами, не се ќе срами. дојдеш. Ќе му кажеш дека Ирко е... Како не. Да. Благодарам од името на местна заедница Ваташа. Браво. И фирмата Селекта, и таа исто така се грижи за безбедноста и храната на ваквите нафти. Ви благодарам на сите. Благодариме те една. Се надеваме дека наредната година асфалтниот пат од Бојанчиште до оваа местност ќе биде во километри што повеќе асфалтиран. Се надевам дека наредните 3-4 години тука ќе имаме и струја, и вода за пиење, и Клинската леса ќе биде направена и ќе биде интересно туристичко место каде што ќе имат можност не само жителите од општина Кавадарци, туку и од други населени места во Македонија и од околните држави да идат и да го дишат овој чист воздух, да ги видат овие убавини од овој наш прекрасен Тиквешки крај, регион. Ви благодарам. Заслужено јавното предпријатие Комуналис доби благодарница денес од местната заедница Клинова. Директоре, ланската година вие го правите патот. Така. Ние, знаете, се среќаваме секаден по градот, по урбаните заедници и од таму постојано кажуваме дека ние се грижиме и за најоддалечените места од центарот на градот. И тоа го правите? Да, доказ е ова, ако во минатото тука се идело преку исклучиво по воден пат со чамци, сега еве имаме можност да дојдеме со своите возила, со своите џипови, гледаме и автомобили може да се движат, така да сето она што го бара Советот на општина Кавадарци, советниците, местните заедници, градоначалникот, ние ова го реализираме. Факт е, ова што ние моментално денеска го поминавме со нашите автомобили, можеме да видиме дека тоа е реалност и дека таа реалност е благодарение на ентузијастите, на местната заедница, на советниците и така натаму. Они имаат обврска да бараат, ние имаме уште поголема обврска да работиме. Ова е се за интерес на граѓаните, гледате колку голем број денес има тука присутни, сите се дојдени со автомобили, така да ова е се со единствена цел да ги возобновиме и најзаборавените и најоддалечените места. Всушност овој паметник кој што е позади нас во минатото беше заборавен. Сега имаме сите пристап до него и се надевам дека во иднина и со иден пат асфалт кој што гледаме дока е некаде ненаправен, дај Боже во наредните 4 години да може целосно да се направи асфалт до тука. Мислам дека уште толку ова место ќе заживее затоа што знаеме дека овој паметник, овој борец, овој херој не е било кој, затоа мораме да ги почитуваме, мораме да ја почитуваме историјата и затоа на овие непристапни места ние со нашата механизација постојано работиме и постојано испаѓаме во пресрет на барањата и на жителите и на местните заедници.
Од име на Советот Кузманов. Благодарам на прашањето. Значи, чест ми е што дојдов овде на овој голем ден. Предходно бев во двете училишта, основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот Кавадарци и основно училиште Димката Ангелов Габерот во село Ваташа, каде што го прославиме патронот. Значи, што значи дека две училишта го носат името на овој наш херој, на овој наш јунак, значи кој што го дал животот за Македонија, што значи ние како следбеници на него треба исто така се покажеме, односно на начин образовен и културен. Сакам само да напоменам активноста на местната заедница Клиново и луѓето што потекнува тука, Советот и градоначалникот ја препознава, затоа и се изгради пат во должина од 800 метра, во иднина секогаш ќе се продолжи со реализацијата на тој пат, се изгради мост, јавното претпријатие Комуналец е тука, секој пат за да кога треба се тампонира да се проширува, исто така и приватни компании кои што потекнуваат тука и се и од околните села. Значи и општина Каварци секој пат има буџет од 20 на 22 милиони денари, каде што некаде во просек од 1 до 2 милиони денари по село во бушавијата и овие села горни во овој дел, значи вложува и некаде од прилика од 500 до 1000 метри квадратни, значи коцки урбанистички ги поплочува улиците, што значи се грижи за рамномерниот развој. Значи, Имате ли сенс како советници за развојот на селото? Да, се има сенс, значи, затоа многу е битно и местните заедници како што и овде да се активни, значи нивните барања не ги послушуваме и до сега, значи мислам дека секаде каде што е побарно, сите барања нивни се задоволени. На Тиквешко езеро сме со една идеја, да видиме местото или местоста каде ќе биде поставен анкерите за Клинската леса. Инаку на овој дел каде што камерманот влечеше кадар, загинал Димката Ангелов Габерот на 10 јуни 1943 година. После 82 години се наоѓа на ова место, лесата не постои, Габерот не постои, меѓутоа ќе направиме лесата и ќе се сеќаваме на Габерот. Да, така е. Таа леса била леса по која што минувале жителите од село Клиново и оделе за Кавадарци. Сите намирници што биле потребни за да ги земат од градот, тие ги набавувале поминувајќи таа Клинска леса. Животот на село Клиново не можел да се свати ако не постоела таа леса. Таа леса била на реката Црна поставена. Овој пат по кој сега одепме не постоел. Не постоел тој пат и имало шумски патишта кои што воделе у овој правец покрај до лесата и од лесата покрај Црна до Кавадарци. Каде загинува Габерот, точно? Габерот загинува на едно околу 1 километар и пол одовде. Добро. И таму е пештера. Таму има пештера и има спомен плоча. Добро. Меѓутоа, поради лошите, од кога е направено Тиквешкото езеро, акумулацијата, поради лошите услови, споменикот во чест на Димката Ангелов Габерот е направен во попристапен дел покрај реката Блашница. Јован Златевски е советникот кој најмногу се бори овој регион да живне. Ке успееме ли со лесата тоа да го направиме? Мојата идеја е таа и сега добро одиме. Чув дека јажето е направено. Челишен сајла има набавено една количина. Добро. Проектот е 99% готов за Клинската леса, се праве по сите стандарди. Потребно е уште овие денови го очекуваме некој професор од градежен факултет треба да дојде на лице место овде да го донесиме, Добро. да го виде местото и да изврши уште некои снимања и очекуваме дека за 10 до 15 дена ќе биде готов проектот. За да можеме, од кога ќе биде готов, да го аплицираме на соодветни институции кои ќе можат да ни помогнат заедно со нас од овој крај кој што даваме и физички се вложуваме и го плачеме проектот и даваме учество, веќе еден дел од сајлта што е потребна за Клинската леса е веќе набавен од наша страна, меѓутоа цел проект мора да биде
по сите стандарди, затоа што треба, очекуваме да имаме туристи, очекуваме да поминуваат преку таа леса, да има фотографирање. Очекуваме, ако биде секако што треба, веќе многу влади предходно ни обечаа дека ќе биде нивото на езерото стабилизирано со изградбата на Чеберни галиште, ако тоа се реализира. И ако се изградат тие двете хидроцентрали, Чеберни галиште, потребно е и копнен пат покрај Тиквешкото езеро. Во тој случај Клинската леса би дошла како туристичко интересно место, многу значајно за овој регион и за нашата општина нормално. Да влезе во на мапите на сите организации кои се бават со оваа проблематика, туристи. Сите туристички агенции би сакале да имат Клинската леса, Полошки манастир. Колку метра е од овде до другиот крај на Должината на Клинската леса треба да биде околу 168 метри. А тоа чине меѓу од 3 до 5 најдолги леси во светот. Значи, ќе бидеме во петте најдолги. Меѓу првите 5 најдолги леси во цел свет. Колку луѓе ќе можат да поминуваат најдолго? Тоа ќе биде кажано според дебелината на сагата, според проектот, меѓу тоа ќе има напишано колку луѓе ќе можат да бидат во еден момент на Клинската леса. Последно прашање, кога отприлика очекувате најреално да биде готов? Проектот ќе биде готов за 10 до 15 дена. Добро. Меѓутоа, изградбата, јас се посакувам, ако обезбедиме финансиски средства од спонзори, од донатори и од меѓународни организации, амбасади, се тоа е испланирано каде да се оде, кој може да ни помогне и јас очекувам дека наредната година, кога ќе дојдеме на 10 јуни тука, да положиме цвеќе на спомен плочата на Габерот од 83 години од загинувањето на Габерот, тогаш ќе биде, очекувам да направиме некое интервју и на Клинската леса. Благодарам. Ви благодарам и вас. Овде се одигуваме почитувани, ете, дојдовме на 10 јуни, како што доаѓаме изминатите 3 години овде на ова место, сега многу попитомо и добро за посета. Видовте кај ќе биде лесата поставена. Се што рекоа нашите пријатели од местната заедница Клинова се остварија. Се надеваме дека и овој проект ќе го остварат затоа што имат поддршка од сите жители на селото, имат поддршка од локална самоуправа Кавадарци, имат поддршка од Советот на општина Кавадарци, имат поддршка од целата наша јавност. Зошто да не им помогнеме и ова леса да биде изградена? Ви благодарам што ни следевте и пријатна вечер со нашата програма.